Почитувани гледачи, добро утро. Медицинско капче на Слободен печат. Февруари е месец на ретките болести. Овие 28 дена се посветени на сите оние кои што боледуваат од ретки болести. Колку пациенти има во Македонија? Колку има во светот? Кои се ретки болести се детектирани во државава? Утрово зборуваме со доктор на Светлана Крстевска-Блажевска, специјалист по педиатрија од приватната болница Џибадем Систина. Докторка, добар ден, ви благодарам што го прифативте гостувањето за Слободен печат. Добар ден и ви благодарам на поканата да позборуваме на оваа тема и да го одбележиме Светскиот ден на ретките болести 28 февруари. Така. Месецот февруари е посветен конкретно на ретки болести. Статистиката вели дека во светот има од 6 до 8 илјади ретки болести, зависи од за каков тип на пациенти станува збор. Во Македонија се 330. Вие сте педиатар, кардиолог по-конкретно, меѓутоа, еве, што вели вашето искуство, колку од пациентите се покриени со терапија конкретно за ретка болест? Да, значи светската статистика вели дека имаме околу 6000 различни диагнози, да кажеме, а во Македонија 330 диагнози до сега се регистрирани. Кога зборуваме за пред се би зборела за детската популација која што ги има ретките болести, има достапна значи терапија и терапијата се испорачува на задоволително ниво, така што децата се покриени со терапијата која што се дава кај ретката болест која што ја има секое дете со својата диагноза. Кога сме веќе кај статистиката, една од најчестите, можам да кажам, ретка болест, тоа е јувенилниот ревматоиден артрит. Колку пациенти има вакви во Македонија, и дали воопшто се води некаква статистика и како се открива? Кај децата има поголем број значи на ретки болести, меѓутоа она што е тема на разговор на денешната емисија, значи ние повеќе би се задржале на ревматските болести кај децата. Точната статистика како ретка болест не би можела да ја кажам, заради тоа што во групата на ретки болести децата со ревматоиден артрит влегуваат во моментот кога треба да примаат терапија која што е означена како биолошка терапија. Инаку јувенилниот ревматоиден артрит припаѓа значи во автоимуните болести. Самата дефиниција вели дека едно дете би имало диагноза на ревматоиден артрит ако има симптоми на ревматоиден артрит кои што траат подолго од 6 недели и детето треба да е помладо од 16 години. Така. Кои се првите симптоми кои што се појавуваат и како се докажува болеста? Дали е, рековте, автоимуна, предпоставувам дека генетскиот фактор тука е пресуден практично. Да. Симптомите зависат и од формата на јувенилниот ревматоиден артрит. Би поделиле на груба поделба би направила на оваа болест на 3 подгрупи. Значи тоа е олигоартикуларна форма, каде што се зафатени помал број на зглобови, полиартикуларна форма, значи поголем број на зглобови и системска форма, каде што покрај зглобовите зафатени се и внатрешните органи. Така кај олигоартикуларната форма, клиничката слика оди значи, со оток на зглоб. Значи, тоа имаме оток, болка, потоа има утринска вкочанетост и пореметување во функцијата на зглобот. Кога станува збор за полиартикуларната форма, значи тука веќе имаме зафаќање на 5 или повеќе зглобови и како една најтешка клиничка слика би рекла дека е тоа јувенилниот ревматоиден артрит, кој што се означува како морбустил, каде што покрај зафатеност на зглобовите и предходните симптоми кои што ги кажав, детето има и општи симптоми како што се температура, потоа една тешка клиничка слика, исто така и клиничка слика од зафатеност на внатрешните органи, како накратко би кажала, тоа е значи зафаќање на хепарот кој што може да биде зголемен, потоа зафаќање во однос на крвната слика и другите органи. Како се докажува? Постојат ли некакви тестови кога ќе ви дојде дете кое што се жали на болка во зглоб или има утачен зглоб? Која е првото испитување кое што го правите и како оди понатаму тоа низ центарот во Систина? Да, значи често пати
родителите ги носат децата заради болка во зглобот, меѓутоа сепак треба да кажеме дека процентот на деца кои што би ги диагностицирале со јувенилен ревматоиден артрит не е толку голем, затоа што болката во зглобот и другите пропратни симптоми не мора да се јави секогаш во склоп на оваа диагноза за која што денес разговараме. Често пати тоа може да биде и реактивен артрит, кој што настанува од претходно, значи прележана најчесто вирусна или некоја друга бактериска, на пример, инфекција. И исто така ретко може да биде поради директна инфекција во самиот зглоб. Самата дефиниција што претходно ја кажав, значи доколку ги исполнува детето критериумите, во тој случај треба да размислуваме за јувенилен артрит и диагнозата на оваа болест оди со пред се ги земаме оние лабораториски анализи кои што ги означуваме како општи лабораториски анализи, во кои што нели гледаме седиментација, крвна слика, ЦРП, функција на црн дроб бубрези, меѓутоа исто така земаме и други испитувања. Пред се тука би ги зела антителата, затоа што ова представува автоимуна болест, што значи дека во телото на детето кое што боледува од оваа болест се создаваат антитела, односно автоантитела, кои што ги напаѓаат зглобовите или останатите органи доколку станува збор за системската болест на јувенилниот артрит. Покрај овие лабораториски анализи, секако дека понекогаш имаме потреба и дополнителни исследувања, како на пример што е ехо на зглобови, рентген на зглобови, понекогаш се прави и магнет, се зависи значи од клиничката слика и каков ќе биде одговорот на болеста во однос на терапијата. Кога се вршувате со, нели, ја детектирате го јувенилниот артрит, што поната? Кога почнува лекувањето и дали болеста е излечива? Така, значи од кога ќе ја поставиме диагнозата на оваа болест, има, би се рекло, неколку чекори или неколку скалила во терапијата. Почетокот оди со така наречени нестероидни лекови, како што е тука е бруфенот, на пример, со кој што почнуваме болка, болка, меѓутоа тоа е и антиинфламаторен лек, кој што исто ја смирува инфламацијата. Понатаму следуваат имуномодулаторни лекови, кои што значи го променуваат самиот имун систем во организмот на детето. Како второ скалило би ставила значи кортикостероидната терапија, која што може да биде локална и системска. Локална значи се аплицира директно во самиот зглоб или системска значи која се внесува преку уста. Понатаму доста често значи во следното скалило се дава метотрексатот. Иако ако не се одговори значи на овие терапии кои што досега ги спомнав, потоа поминуваме значи на биолошка терапија, која што биолошка терапија е таа која што ги носи децата во групата всушност на ретки болести. Зошто? Затоа што биолошката терапија е се уште, да кажеме, скапа терапија и дел од терапијата може да се дава на дневно ниво, потоа може да се даде и еднаш неделно, меѓутоа таа е скапа терапија која што треба значи да биде дадена од страна на државата за да не дојде до економски трошоци кои што би ги дале родителите на детето кое што го има јувенилниот артрит. Дали е болеста излечива? Во најголем процент би рекла дека е излечива. Основна цел значи на нашата терапија која што ја даваме кај децата со јувенилен артрит е да се задржи функционалноста пред се на зглобовите, да не останат значи последици од тоа инфламација, а исто така и во текот на терапијата детето треба да има квалитетен живот. Што значи тоа? Значи треба да ја посетува секојдневните установи како што се било градинка, училиште, исто така секојдневната игра да не биде попречена од болка, да не биде со чести хоспитализации кои што нели би довеле до пореметување на секојдневниот живот на детето. И токму поради тоа, не само терапијата, тука нас ни е потребно и голема соработка од самото семејство, кое што ќе му даде поддршка на детето да ја издржи терапијата и со тоа да доведеме до оздравување на пациентот. Не само што треба терапија, значи медикаментозна, потребно е да се стави акцент и на исхраната на детето, а исто така ставаме акцент и на физикалната терапија, за да не останат компликации од лекувањето на болеста.
Кој е најмладиот пациент кој што имате детектирано јувенилен артрит? Во моето работно искуство, најмалиот пациент бил 9 месеци, така да сега тоа е момче кое што има 10 години, кое што е ученик, кое што нема никакви последици од самата болест и кое што веќе е здраво дете, не е повеќе на терапија, така да тоа е една успешна приказна. Так. Да. Доколку пациентот е излекуван, има ли можност да се појави повторно во текот на животот истата болест и што во такви случаи? Така, значи, кога ние ќе добиеме позитивен одговор на терапијата, во тој случај велиме дека пациентот влегол во ремисија, значи се уште не викаме дека е излекуван пациентот, затоа што може после неколку месеци, а некогаш и во години, да се јави повторно, да се јават симптомите на болеста. И во тој случај велиме дека настанало релапс на болеста. Затоа после завршената терапија, пациентите имаат редовни контроли, како контроли клинички од страна на докторот кој што ги води, меѓутоа исто така и лабораториски контроли. Особено е битно да се каже дека потребно се и редовни контроли кај офталмолог, затоа што оваа болест, значи, може да доведе и до промени во видот, и тие промени на почетокот не се клинички видливи, а кога веќе би ги диагностицирале, би биле во некоја одмината фаза што доведува и до оштетување на видот. Затоа во препораките кои што ги даваме на родителите е и редовно следење кај офталмолог. Има ли тешки случаи? Дали од оваа болест остануваат во инвалидски колички и на крај има смртен исход? Првите две форми, би рекла, олигоартикуларната и полиартикуларната форма, во денешно време не би требало, значи, да има трајни последици и секако немаме тука смртен исход. Као потешка форма рековме дека е системската форма и морбустил. За смртни случаи не би зборувала, повеќе би зборувала за едно долго траење на болеста, кое што од детска форма, значи поминува во адултна форма и тие пациенти продолжуваат да се следат кај адултните ревматолози. Така да кај тие деца кои што имале системска форма, гледаме дека имаат потешкотии во однос на одењето, чекорењето и често пати се повеќе пати врзани со хоспитализации и тука немаме прекинување на терапијата. Израснуваат во адулти секако, имаат секако квалитетен живот, меѓутоа не би можела да кажам кој е крајниот резултат, бидејќи немаме, значи, лош исход така за време на периодот кога ние ги следиме, а повеќе за тоа би знаеле адултните ревматолози која би била крајниот резултат од терапијата кај овие пациенти кои што од педиатриска популација поминуваат во адултна популација со оваа болест. Да ја најавиме акцијата на Систина на 28 февруари има бесплатни прегледи, меѓутоа малку повеќе вие за тоа. Да. Значи 28 февруари, како што кажавме, е светски ден на ретките болести. Болницата Аџибадем Систина и јас и мојата колешка, доктор Бети Ѓуркова, сакаме да го можеше да биде присутна денеска за тие грипови. Ќе го означиме или обележиме овој ден точно на 28 февруари со бесплатни прегледи на сите деца кои што имаат јувенилен ревматоиден артрит. Затоа ги покануваме родителите кои што ја следат оваа емисија да повелат, значи, да закажат термин, да се видиме, да разговараме и да донесеме заеднички заклучоци кај дечињата кои што ја имаат оваа болест. Така. Дали секоја болка во зглоб е алармантна да се донесе детето кај лекар? Какво е вашето искуство? И не е секоја болка да, алармантна за нас како лекари нормално, меѓутоа, нели, секој родител кога детето ќе каже дека нешто го боли, секако дека се е алармантно и го носи, нели, на преглед, така да тука треба да видиме да не е повреда, понатаму, нели, инфекции како што спомнавме кои што се многу ретки. Потоа треба да размислуваме и за хроничниве болести кои што сега правевме муабет, но да не заборавиме дека децата кога растат во големиот период, велиме дека имаат болки од растот,
со таа би рекла проблематика повеќе се занимаваат колегите ортопеди и тие болки настануваат кога коскеното ткиво расне побрзо од мускулното ткиво и тогаш најчесто се појавуваат болки во пределот на зглобовите. Меѓутоа тоа се бенигни болки, би рекла, кои што се поврзани само со периодот на брзо растење кај децата. Так, една препорака за дородителите чии што деца боледуваат од јувенилен ревматоиден артрит. Препораката е дека доколку ги следат препораките на лекарот кој што ги води, редовно се зема терапијата, тогаш нивните деца ќе имаат квалитетен живот и секако ќе има позитивен резултат на излекување на болеста. Така. Почитувани гледачи, ова беше доктор Светлана Крстевска-Блажевска, специјалист по педиатрија од приватната болница Аџи-Бадем Систина. Слободен печат е секогаш во поддршка на ретките болести. Се надевам дека со ова интервју добивте некакви корисни информации и секако повелете во болницата на 28 февруари да се договорите што понатаму и како со лекувањето на вашите најмили. Ви благодарам за вниманието, останете со програмата на Слободен печат.